Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно најново издание на информативната емисија Отворено за. Вечерва мој ваш гостин е господинот Љубе Лучков, познат социолог. Ке разговараме за она што се случува во Република Македонија, политичката криза, но гледано од социолошки аспект. Господине Лучков, добро дојдовте во Кајде. Добро ви најдов и поздрав до гледачите на телевизија Кајде. Политичката криза подолго е присутна во Република Македонија. Ја имаме една од најголемите и најтешките кризи во државава. Според она што експерти го кажуваат, дури многу пострашна за Македонија, за самата држава до наво од 2001 година. Се согласувате ли со ова? Токму така се согласувам апсолутно дека е така. Навистина гледаме и секојдневно и во нашиот град се одразува оваа криза. Особено во вечерните часови, кога потешко е да поминеме преку улиците, понатаму се одразува на сите оние културни богатства во Република Македонија со овие протести и верувам дека и институциите на системот доживуваат исто така една криза поради овие несакани состојби во Република Македонија. Република Македонија, уште на самиот почеток, граѓаните на Република Македонија има една цел да развиваат економски јака, но самостојна држава, суверена држава, во која што ќе имаме парламентарен систем. Ова што сега ни се случува во Република Македонија, како вие го коментирате? Па добро, видите, јас веднаш ќе кажам дека според Уставот, член 1 од Уставот, Република Македонија е самостојна, суверена, демократска и социјална држава. Самостојна, очигледно дека не сме во сојуз со други држави. Суверена, велам дека е затоа што може да ги уредува. Бидејќи сувереноста е сестрано право и моќно уредување на општествените односи, сметам дека Република Македонија во одредени исклучоци може да ги уредува односите на целата своја територија. Зборувам за општествените односи. Ова третово кога кажуваме за демократска држава, пред се мисли дека демократска е она држава во која што граѓаните може да учествуваат во остварувањето на власт. И едно од основните начала на демократијата е пред се политичкото представување и изборите. Значи, таму каде што е загрозен принципот на политичко представување, најчесто преку политичките партии, и каде што изборите се доведени во прашање, тогаш во прашање е и доведен определбата или дефинирањето на поимот демократија. Дали навистина Република Македонија е парламентарна демократија во која што највисок законодавен и представнички дом или тело е парламентот. На 5 јуни треба да имаме избори, според информациите веќе официјалниот ДИК, две помали политички партии и ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери веќе ги поднесоа своите листи за кандидати за претеници во новиот парламентарен состав, но најголемата опозиција и двете најголеми албански партии не доставија листи. Кој е вашето мислење? Добро. Убаво кажавте вие дека не само пети пат, ја веќе и заборавив кога има редовни парламентарни избори. Мислам дека дали еднаш и два пати се случи редовни, понатаму се вонредни парламентарни или предвремени парламентарни избори. Меѓутоа, во овој случај, кога го споменавте 5 јуни, овој датум, како и претходниот што требаше да биде 24 април, колку добро што се сеќавам оваа година, тоа е резултат на еден договор, популарно наречен Пржински договор. Значи, тоа е договор помеѓу 4 најголеми политички партии во Република Македонија, двете од албанскиот политички блок и двете од македонскиот политички блок. Меѓутоа, не е во согласност со она традиционалниот демократски систем, каде што изборите треба да се одржуваат во редовен термин. Меѓутоа, како и да е, во овој случај, лично како човек, како ме прашувате, на 5 јуни во оваква ситуација е многу тешко да се, во оваа состојба сега, многу тешко е да се изведат изборите. Не поради она што некои партии не се согласуваат, поради некои си принципи кои што за мене се доста сомнителни, например прочистен избирачки список. Ја не знам како во другите држави тоа го прават за толку кратко време и како се правеше досега да никој не реагираше.
Меѓутоа, сметам дека со ова што истече рокот за пријавување на кандидатски листи и со тоа што се пријави само една од големите политички партии, овие две нека ми декшаваат, нека проштаваат, ама се минорни во однос на досегашните успеси што ги има, дај Боже, нека се случи како што тие сакаат. Меѓутоа, велам дека тешко е изводливо да се, тоа го знаат сите веќе, да се изведат изборите. Зошто? Затоа што прво и ќе биде доведен можеби и цензусот во прашање. Не знам колку ќе биде излезноста според порано кога учествуваа сите 4 големи. Ова ми е мене фактот. Дека кога учествуваа големи политички партии, ретко да поминавме ние цензусот, да речеме 60-70%. Се не ме држете за збор, меѓутоа имајте во предвид колку гласови освоиле, како освоиле и дека ако одиме по математиката, на вистина во прашање ќе биде цензусот кој што според мене за парламентарни избори е 50 плюс 1 во проценти. Да. Поради таа причина пред се. Инаку, ако веќе се сериозни политички партии, сериозни, кои што прават договор, иако мене тој лично договор не ми се допаѓа, затоа што тука постојат и други политички фактори. Не се само партиите. Партиите се само еден начин на манифестирање на волјата на граѓаните. Меѓутоа, тука имате и многу други. Имате медиуми, имате тука невладин сектор, имате тука општо мислење на граѓани кои што не учествуваат на избори и кои што се деполитизирани во тој смисол. Затоа, уште еднаш ви кажувам, дека според, пак ќе кажам, моето мислење, дека на 5 јуни во ваква состојба тешко е да се изведат избори. Поради непријавување пред се на овие 4 големи политички партии кои што имаа еден јасен договор и сите ние како граѓани го знаевме она што се случуваше, дека се договорија изборите, ако веќе се одложија на 24-ти, тогаш на 5-ти да бидат сигурно. Меѓутоа изгледа станува збор за сепак една известна доза на несериозност. Кога станува збор за несериозноста, сепак она што одредени според вас несериозни нели политичари го прават, сепак најголемиот цех ќе го плати Република Македонија и граѓаните кои што живеат. Пред 2 години чинам дека започна оваа криза да се развива за денеска да биде во оваа фаза. Наметната ли ни? Кој е вашето гледање? Ги познавате, работите и од можеби од политички аспект, но и од социолошки аспект. Па добро, јас кажав дека денес во современиот свет постојат два политички системи, недемократски и демократски. Видете, можеби има и наметнувања, ако слушаме некои си аналитичари, особено од странство, или ако ги читаме, како да ви кажам, овие изјави на пак на некои си странски служби, можеби има нешто наметнати од надвор, меѓутоа јас сметам дека главната причина за оваа криза, мислам, е внатрешна причина. Помеѓу самите политички партии. Како прво ќе кажам дека на сите да им биде јасно дека власта се добива на избори. Ако зборуваме за демократски систем. Иначе можеме ние да го промениме системот во тој смисол со волјата на граѓаните. Меѓутоа во демократијата уште еднаш да бидам децидно јасен. Тоа е само на избори, каде што политичките партии, сериозни политички партии имаат два документи, нели статут и особено вториот документ програма, со која што програма се определуваат целите и задачите на действувањето на партијата, идеолошката насоченост и што во тој период ако го добијат мандатот ќе сработат. Јас како што гледам, пак ќе кажам, не сакам гледачите да помислат дека ќе бидам сега политички настроен, туку искрено ќе ви кажам дека партијата на власт понудува програма и досега овој период се работи. Дава отчет каков таков, сепак работи според принципите на демократскиот политички поредок. За разлика од најголемата опозициона партија во македонскиот политички блок, каде што да бидам искрен, не видов политичка програма. Не видов нешто јасно да ми кажат, например, дека како вработен или како социолог воопшто ќе добијам некои бенефити од работењето или во идниот период кога тие вие освоиле власта. Се во мене преовладува чувството дека се сака да се дојде на избори на еден нечесен начин. Можеби согледувајќи ја немоќта од умереното действување, затоа што и ова ќе ви го кажам. Во политичкиот систем во современиот свет постојат во однос на ова прашање две политички опции, две политички
начини за доаѓање до власта. И политичките партии може да бидат умерени, каде што се доаѓа по овој принцип, со програми, со работа, со отчети, и каде што имате екстремни политички партии, екстремни, кои што на екстремен начин, како што е случајов, се не знам дали ќе ве асоцира на овој случај, а јас ќе ве вратам и во минатото и јавно ќе кажам дека и политичката партија што беше на власт и што е се уште на власт од албанскиот политички блок ДУИ, да јавно да кажеме дека беше во овој контекст, во оваа класификација на политичките партии, во рамките не на умерени, туку на екстремни. Тие на екстремен начин со употреба на сила, со воен конфликт, ги совлекоа униформите, ги облекоа оделата, мислам, машните и седнаа во парламентот. Класичен пример на екстремни политички партии. Дали сега сметате дека ова што ни се случува со така наречената шарена револуција, на самиот почеток рековте дека оваа криза ја гледаме ние во вечерните часови кога низ градот многу тешко е да се движи со автомобили? Јас се дистанцирам од сите овие случувања, како да ви кажам, и немој некој во најубавите сониште да сонува дека ќе бранам некоја политичка опција. Веднаш кажувам, не да се правдам, дека овој начин, според класичната историја на политичките науки, или ако сакате на социјалните теории, спаѓа во овој втор начин на доаѓање на власт. Екстремен начин, со употреба на насилство. Со употреба, оваа мене се повеќе ми личи, оваа шарена револуција се повеќе ми личи на една деструктивна енергија која што е сепак контролирана кон нешто, насочена кон нешто. Во кој смисол насочена? Значи, цврсто, оние што ја застапуваат оваа теорија, се цврсто убедени дека со употреба на овакви форми на действување, деструктивни форми, да не кажам и се сложувам дека сепак е вандализам, кога посегнуваат по уривањето и сквернавањето на оние споменици кои што се за мене и за моето семејство, и за моето близко обкружување, и за мојата фела, тоа се дел од историјата на Република Македонија. И дека историјата ќе покаже тоа, или нека покажат другите институции, судовите. Ако има криминал во однос на перење на пари, ако некој нечесно, нека оди во затвор. Нека одговара кривично за тоа. Тука не смее никој да има дилема и не смее никој никого да брани. Меѓутоа, вие да ми го нарушувате, она што и јас сум дал пари, да ми го уништувате, плюс тоа мене, како да ви кажам, еден од идолите можеби на секој македонец Гоце Делчев. Па ако сакате Александар Македонски. Ченто ми е криво, зашто него го направија така во Пилеп, каде беше сега на телевизија, гледав. Навистина не ми се допаѓа. Инаку, уште еднаш, апсолутно се сложувам со сите оние кои што протестираат. Имаат право на протести. Меѓутоа, начинот на протестирање, каде тоа треба да се искаже, на кој начин. Ворете, ако протестира само уште ова ќе ви кажам, како што протестираа порано земјоделците поради неисплатени субвенции. Па немојте вие да ми протестирате на патот Велес Свети Николе, каде што јас треба, например, моето или Свети Николчинец да го донесе своето дете во болница. Вие имате право да протестирате, меѓутоа вашето право создави обврска. Тие не се неограничени права со кои што може да ги загрозите правата на другите луѓе. И ова, да завршам, ова е уставно право, правото на штрајк, право на протест. Меѓутоа, да знаете дека овие права не се неприкосновени. Не се тие како што е правото на живот, што е неприкосновено и не може да се загрози со друго право. Овие права, тие се ограничени права, со кои што не може да ми се ограничи правото на слобода, моето право. Например, правото кога јас сакам да кажам дека не се сложувам со некои активности кои што наликуваат на вандализам. Господин Лучков, напомнавме дека може би кризата не е наметната однадвор, но сепак ние внатре ја сносиме најголемата вина и дека изборите се единствено решение. На 5 јуни како ќе биде ќе зборуваме после 6 јуни, но велите дека многу е важно сите политички фактори да седнат на маса. Ке успее ли, може би, странскиот фактор повторно да ги седне политичарите на маса? Па со тој странски фактор веќе може би претеравме. Сепак странскиот фактор успева со дел, како да ви кажам, со известен процент да влијае и да направи може би политичка криза. Меѓутоа поради една причина. Затоа што Република Македонија
покрај тоа што е мала и разединета во себе, расцепкана, не само по етничка основа, туку и во македонското етничко ткиво, расцепена. И тука е плодна почва некои да си играат експерименти. Јас се сметам дека праќаат политичари кои што, како да ви кажам, тука се учат пред се како да работат, како да действуваат. Тука стекнуваат можеби некоја пракса. Меѓутоа, јас многу пати се прашувам зашто тоа не го направат овие посилни и економски и политички држави во Русија, ке Путин, што не го направат тоа во Турција или во некои други држави каде што има посилна економска моќ. Ние сме плодна почва прво поради тој фактор. Не само што сме мали, но поради тоа што сме разединети, расцепкани. Во македонското немаме ние еден изграден, мора да изградиме тоа. Кога да е национален интерес, која секоја држава го има и во соседството и во светот. Значи кога ќе имаме еден изграден став, еве како се прави тоа. А кога да е ќе дојде тоа. Самото искуство ќе не натера, не само да теоријата. Ќе видиме дека самите ќе си бидеме опасност од самите себе. Дека ако сакаме да се уништиме, во ред нема проблем. Меѓутоа, ако сакаме да опстанеме како држава, ние треба да имаме плурализам на интереси. За некои прашања, како што се прашања за градењето, за економски прашања, меѓутоа прашања од национален интерес, како што е прашањето за името, за територијалниот интегритет на државата. Значи, тука нема дилеми, тука треба да застанеме обединети и нема мрдање. Вие, нашите соседи, ајде да почнеме. Земете Република Албанија. Што и да се случува, какво и да се случува во Албанија, задрете ги за знамето. За знамето, албанско знаме, некојаш рече им да го сменат или нешто да направат. Нема, тука е единство. Земете грците доле, по прашањето на идентитетот. Каде ја загубивме таа поврзаност помеѓу нас македонците? Па ја мислам дека тоа е еден долг процес. Тоа е можеби еден процес кој што и влие од многу, мислам, потекнува од многу одамна. Мислам и дека во поранешна Југославија има и објективни и субјективни причини. Кои ја спомнав, поранешна Југославија и постоеше на интенција, например, ке повеќето граѓани да се изјаснуваме како југословени национално. Значи, имаше, да навистина... Она што, еве, сега ќе употребаме една фраза од овие вечерни собири кои што ги следиме секојдневно, она што не успеале со Букурешкиот договор да го струшат македонското прашање, да го струшат македонизмот, допринесуваме ли самите ние македонците, може би сега да се доведува прашање? Токму така. Јас ќе ви кажам директно дека сепак кај еден добар дел од македонскиот народ, за разлика од минатото, јас пак ќе кажам, затоа не случајно споменав Југославија, можеби и тоа малку влијаеше оној период на информбирото кога се расцепка македонските политички структури, дека во Македонија повеќе преовладува личниот интерес, не кај сите, кај една добра група на луѓе кои што се уште имаат една голема концентрација на општествена моќ. Значи личниот интерес над општествениот интерес, над интересот на граѓаните. Кој е тој личен интерес? Па да се дојде по секоја цена на власт. Не е само парите, не се во прашање. Не се, имаат некои доволно пари, ама не знам дали се работи од каприц или не знам што е работава, по секоја цена, преку мртви, да се дојде до таа единствена цел, да се биде власт. И додека се обидува да се дојде на власт во Република Македонија, веќе и Стопанската комора испадна официјално со информација дека многу странски инвеститори кои што во овој момент требало да дојдат во Македонија и да преговараат со македонски компании за отпочнување на бизнис, веќе ги откажуваат своите планови. Што мислите, политичката криза ќе се реши? Дали можеби ќе свесно или несвесно ќе западнеме во економска? Па сосема очекувано дека секој оној кој што сака да го оплоди својот капитал, кој што вложил капитал, сака тој капитал да му биде сигурен капитал. Никој не сака да ризикува во една држава во која што секој ден може да се случи нешто, не само со промена на власта, и каде што тој ќе го ризикува вложеното свое. Кој да е јас лично, кога би вложувал во една плодна, мислам, една сигурна почва, во една држава во која што ќе има стабилност пред се, во која што
тука ни е нас проблемот се во Република Македонија. Не е толку голема придобивката за Република Македонија да биде членка на Европската унија затоа што ќе бидеме ние богати, дека ќе го намалиме криминалот, или тоа е заблуда, чиста заблуда. Членството во НАТО е една од условите за гаранција на економските состојби во државата. Во тој смисол што и странските инвеститори, кога знаете дека зад вас стои една таква воено-политичка асоциација, еден таков НАТО, тогаш дека сигурно дека ќе се зголеми можноста за вложување во една држава каде што им е сигурен капиталот и со кој што се зголемува можноста за негово оплодување, така го кажуваме, негово зголемување, остварување на вишок на вредност кој е крајната цел на секој инвеститор. Сосема очекувано е дека во држави во кои што не постои политичка стабилност, дека нема да постои и економска стабилност. На кој му сметаше или му пречеше Македонија економски да расте и де факто допред оваа политичка криза Македонија веќе ги чувствуваше и се уште ги чувствува резултатите од тој економски напредок што го имаше. За жал кај нас искуството кажува дека секогаш онаа политичка гарнитура што ќе биде во опозиција, ако не може на друг начин да понуди подобри решенија, да ми каже дека мојата плата ќе ја зголеми за 10%, тогаш да кажува дека во државата не чини ништо и дека ќе правиме се за во државата да се создаде еден хаос во кој што ќе има една анархија, безредие и да кажуваме на сите во светот дека ситуацијата не ни е добра и дека оваа власт треба да си замине. За жал, во оваа ситуација во која што моментално се наоѓаме, ова го гледаме секојдневно дека е. Меѓутоа, уште еднаш кажувам, мора да постојат избори и тоа фер, демократски избори во кои што или како ги вика сега изразот, нели, да бидат регуларни во тој смисол. И кој не е за тоа. Меѓутоа, смешно е да му кажувате на некого дека вие за една година веќе од кога е напомнивме тој Пржински договор, дека не можете да го прочистите избирачкиот список. Страшно, и смешно, и глупо. Јас пак ќе кажам, да, мора да постои статистичка операција наречена попис. Последниот попис во Република Македонија е направен 2002 година, каде што Македонија брои 2.022.547 жители. Ова е малку дискутабилно со избирачкиот список. Многу луѓе, како да ви кажам, граѓани во Република Македонија, обични граѓани, чудно им е и несватливо како може, например, избирачкиот список да брои преку 2 милиони жители. Тука е малку дискутабилно кај луѓето. Јас ќе ви кажам веднаш дека мора да се направи пописот и да не мешаат луѓето, пописот се однесува на населението. Население е едно, тоа се граѓани кои што живеат на одредено место во одреден временски период, на географски простор, а државјанство е друго. Право на глас имаат државјаните и ништо не е чудно. Меѓутоа, за да биде 100% сигурен секој граѓанин, па и секој странец кој што го интересира македонското прашање или македонската криза, тогаш да не оставиме на никого ниту трунка сомнеш дека можеме да направиме нешто со измами на изборите. Пописот е од пресудно значење. И само уште оваа реченица ќе ви кажа. Ако некој смета дека тоа е толку многу комплицирано, не е комплициран пописот. Меѓутоа, кај нас пописот е од животно значење, за разлика од други држави во светот, каде што нормална операција. Кај нас глави летаат за пописот, условно кажано. Зошто? Затоа што знаете, со оној Охридски рамковен договор, секоја етничка група што ќе направи 20% и повеќе се стекнува со посебни бенефити, со посебни права. Јазик на целата територија, државен службен јазик и така натаму, малку и брзам. Меѓутоа, сакав да ви кажам што значи тој попис. Би сакала само уште за крај да поентираме, на Македонија и треба брз излез од оваа криза. Изборите се единствено решение. Или пак враќање на онаа состојба во собранието доколку уставно е можно, нели? Така. Пред Пржинскиот договор. Вака уште еднаш, навистина, ако сакаме ние да останеме на оние уставни начала, во кое што кажав дека Република Македонија речиси со консензус од страна на граѓаните на референдум, на начинот на тајно гласање на донесување одлуки.
ако сме се изјаснили дека ќе градиме демократски политички систем, каде што изборите се темел, главниот столб на демократијата, тогаш мораме да го почитуваме. Во спротивно, имате опции. Тогаш јавно да кажеме дека веќе демократијата, демократскиот систем не функционира, дајде да воведеме некој друг политички систем. Референдум ќе се распише, можеме ние ако сакате и овој ќе ви го кажам. Не мора да нека бидеме, зашто мене во ми звучи. Ама да ги прашаме граѓаните. Она што е извршната власт, каде што кај нас е поделена на влада, премиер и втората глава на извршна власт е председателот на државата, кој што не мора да биде, како да ви кажам, председател, затоа имаме ние парламентарна република. Ние можеме со волјата на граѓаните, се по процедура, и ова малку може би чудно ќе ви звучи, да ги прашаме дали сте за промена на политичкиот систем од парламентарна република во парламентарна монархија. Пример, едноставно на референдум. И како? Ако 30.000 гласачи, ако кажат да, парламентот, председателот на парламент е должен да референдум да свика, се разбираме, нели? И каде што мене ќе ми звучи можеби са чудно United Kingdom of Great Macedonia with the King. Пример. Тогаш нема да бидеме парламентарна република, се разбираме како што е случајот на пример во многу земјата, Шведска, United Kingdom of Great Britain, земјата Шведска и така натаму, не е ништо страшно. Меѓутоа да не навлегуваме во тие води. Уште еднаш дециден сум. Ако сакаме парламентарна демократија, како што се изјаснивме 1991 година, тогаш и мора задолжително е почитување на основните принципи. Во случај да не се почитуваат, функционираат институциите на системот, функционираат судовите, функционираат сите оние други, оние измислени за мене надри институции, како што е СЈО, институција врз институција, ни се смеат. Ова е смешно во светот, затоа што не постои досега никаде. И се вика, докаде може би сега овие што се врвни светски експерти, докаде може да се експериментира со оваа држава? И се какви институции не може да внесеме? Јас ви благодарам што бевте наш гостин. Се надам дека бевме интересни за гледачите. Оваа политичка криза, наметната, ненаметната, ја чувствуваме сите и сите верувам дека подеднакво посакуваме што поскоро да заврши. Ви благодарам и јас. Мислам дека можевме уште повеќе да кажуваме, меѓутоа во интерес на времето и да не бидеме досадни. Во следна прилика, да. Добро. Отворени сме за соработка, ова студио е отворено за секој некој што со своите научни трудови, но и со своите идеи може да профилира некоја си идеја која што ќе го реши овој проблема некои други, секако. Довидување.